Со 350 куќи, 1200 жители, 500 хектари необработено земјиште, 20 регистрирани земјоделци, селото Пепелиште е едно од поголемите села во Неготинско. У Пепелиште животот многу тежок. Како земјоделци, како сточари, како едно друго. Се е со слаги, се е со превари, се е со смуќки, како да кажеме. За едно те лажат, ти дават субвенција, не дават, за друго ти дават субвенција, не дават. Пажетата беше оваа година негде ко 500 динара текарот. Една vreќа џубре негде ко 2.500 дарки. Порањето негде ко 400-500 динара од декар. Нафтата? Нафтата 70 динара беше. Семенски материјал ви дава за пипера, за пармезаните, да речем, или? Не, сами се снаоѓа човеците. Кој кајте, не таму си купи. Па ги лажа човеците. Ако му параш ти, да речеме, капи, он ти дава оргош. Ако параш оргош, он ти дава нешто друго и така. Овци гледаме, околу 120 цела фамилија, со татко ми, со мајка ми. Имаме нешто своја храна, али повеќето ја купуваме, пошто немаме обработливо земјиште. Купуваме, можеби, околу 20 тони, да речеме, за 100 овци. Земја имам околу 10 декари земја, тоа е 1 хектар земја. Се пријави као земјоделец. Колку овдека има слободно поднавод кажано необработено плодно земјиште во Пепелиште? Конкретно сега ова година ќе има околу 460-470 хектари. Така ќе стои земјиште. А субвенции зеде? Субвенции за млекото за првиот квартал не. За вториот квартал земав. Уште колку пари ти должат? Па ми должат околу една плата просечно, да речеме. Како што владата вика домаќинска плата. Колку годишно си обврзан да плаќаш? Околу 30.800 денари ми кошта пензиско и здравствено осигурување. А јас ќе земам, значи, например, 2000-3000 евра. Не испаѓа трошоците дома, за репроматеријали, за дома, за екзистенција, тоест. Че може ли да се живее во селото Пепелиште? Може да се живее. Како не? Има вредни луѓе тука, млади, вредни луѓе. Може да работат и то да издржават. Па да ти во Пепелиште, да ви кажам право, може би четвртина од Македонија може да ја рани.